Здраво, другарчиња! Јас се викам Маријана. Може да ме викате и Маца, како што ме викаат дечињата во градинка. Сега ќе ви откријам една тајна. Јас уште како мала многу ги сакав домашните животни. И секогаш кога требаше да одиме на село кај баба и кај дедо, јас многу се радував, затоа што во нивниот двор имаше многу домашни животни. Знам дека и вие ги сакате животните, па затоа одлучив сега да зборувам токму за нив, за домашните животни. Сигурно некои од вас веќе знаат што се домашни животни, но убаво е да се потсетиме, а оние кои не знаат ќе научат нешто. Домашните животни се оние за кои се грижи човекот. Тој им обезбедува храна и живеалишта. Живеалиштата на домашните животни треба да бидат чисти, треба да бидат пространи, осветлени, топли. А знаете каде живеат домашните животни? Домашните животни живеат во дворовите на луѓето и во фармите. Како што кажав, тие треба да бидат доволно големи за да можат животните слободно да се движат како што ние се движиме во нашите домови. А знаете што, другарчиња? Луѓето, освен што се грижат за нив, тие им даваат и многу љубов и внимание, а домашните животни тоа им го возвраќаат. Сега, јас решив да ви прочитам еден драмски текст за домашните животни, поточно за кавгата во селскиот двор. Ајде да ја го слушнеме, па потоа ќе продолжиме да разговараме. А пред да го прочитаме, може да се потсетиме кои се домашни животни. Крава, овца, коза, прасе, магаре, коњ. А тука спаѓаат и кокошката, мисирката и гуската. Ајде сега да го слушнеме расказот. Во селскиот двор. Чичко Ристо си живееше во едно планинско село. Во неговиот двор имаше многу животни. Тој многу се грижеше за нив. Едно утро во дворот излезе овцата и почна да се фали. Здраво, дечиња, јас сум овцата Тара. Јас сум најубавото животно што некогаш сте го виделе. Погледнете го моето бело рунтаво крзно. Мене луѓето многу ме сакаат. Не само затоа што сум најубава, туку и затоа што јас им давам волна, а и од мене го пијат најубавото и најздраво млеко. Бе, бе. Ха-ха-ха, што кажа? Највкусното и најздравото млеко? Не, грешка си. Највкусно и најздраво млеко добиваат од мене. Еве, погледни ме, од мене. А, да, заборавив да ви се представам. Јас сум козата Белка. Ме слушате, другарчиња? Јас сум козата Белка. И немојте да заборавите дека моето млеко е најздраво. Му, му, што сте се развикале толку, пријателки мои? Се карате чие млеко е најздраво и најубаво? Па се знае, моето. Ние кравите го даваме највкусното млеко и секое дете сака да го пие. А и јас сум најголема. Погледнете ме колкава сум во споредба со вас. Така што и моето млеко е најубаво. Ете, другари, мистеријата е решена. Најубаво и најздраво млеко добивате од мене. Кравата Шарка. Ле, каква е оваа караница? Моето млеко, твоето млеко. Што сте се развикале толку чие млеко е поубаво? Еве, например, јас сум прасе и не давам млеко. Па што? Мојот стопан и без тоа ме сака и ме чува исто како и вас. Јас сум неговото омилено прасенце Грицко. Доста! Престанете со викање. Од преска ве слушам и ви се чудам. Колку ли викате и се расправате? А дали е убаво да се карате? Дали е убаво да се надпреварувате меѓу себе? Еве,
Јас, магарето Пурко, ќе ви кажам гласно, за на сите да ви стане јасно. Сите ние сме значајни за човекот. Од едни пие млеко, од други добива јајца, од трети добива месо. Најважно е што чичко Ристо за нас многу се грижи и сите подеднакво не сака. Затоа не треба да се караме кој е поважен, затоа што ако ја слушнеше сега оваа караница, многу ќе ви се налутеше. Сега сите да се извините и да ми ветите дека повеќе нема да се карате. Ти ветуваме, пријателче наше, повеќе нема да се караме и да се надпреваруваме меѓу себе кој е поважен. И ти благодариме што не научи дека сите ние на некој начин сме важни за луѓето. Ете така, другарчиња, тоа беше приказната за кавгата во селскиот двор. Се надевам дека ви се допадна и дека научивте нешто од неа. А сега може да продолжиме. Како што кажа магаренцето Пурко во приказната, некои животни даваат млеко, некои месо, некои волна, некои кожа, некои јајца. Млекото е многу здраво и секој треба да го пие. А знаете ли вие што се добива од млекото? Од млекото се добива кашкавал, сирење, јогурт, кисело млеко, павлака, зденки и уште многу други млечни производи. А месото? Па и месото исто како млекото е многу здраво и јас многу го сакам да ви кажам право. Печено или во манџичка не е битно. Може да е крупно или сецкано на ситно. И јајциња многу сакам да јадам. Некогаш ги пржам, ама почесто ги варам. А дечиња мои мили, од волната што овцата ни ја дава, сега ќе ви кажам на цел глас. Капче и шалче си сплетив јас. И цела зима си ги носев, за да не ми студи. А сега си ги спакував, затоа што пролетта се разбуди. А знаете што? Од продавница си купив јакничка кожна. Си ја платив, да знаете, не останав должна. Ете така, другарчиња, тоа беше се за домашните животни. Се надевам дека ви се допадна и дека ќе сакате повторно да се дружиме. Чао!